Добар ден на сите, најпрво ми благодарам што сте тука со нас денес, почитуван министер Бочварски, почитуван директор Рустеми, почитувани пратеници, почитуван градоначалник на Демир Капија Лазар Петров, почитувани представници на медиумите и пред се почитувани граѓани. Денес сме тука на автопатската делница Демир Капија Неготино, каде што во моментот се врши рехабилитација на левата и десната коловозна лента на овој значаен пат, кој што е во должина од 15 километри, а вредноста на договорот е 9 милиони евра, пари обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Според договорот за проектот и рехабилитацијата на патот треба да заврши до април следната година и очекувам овој рок да биде испочитуван. Инаку оваа патна делница беше една од полошите патни делници на коридорот 10, не беше рехабилитирана цели 20 години и навистина ова беше барање кое што го има сите наши граѓани, особено оние кои што гравитираат во овој дел од државата. Ова е една од делниците која е дел од трансевропскиот коридор 10 и представува важна врска помеѓу нашата држава, Грција, Србија, меѓуто и другите држави во Европа. Реализацијата на овој проект, освен што значи транспортно поврзување, ќе обезбеди и безбеден сообраќај за граѓаните, а влогот во патната и во железничката инфраструктура е влог во трајни добра кои значат не само модерни патишта, туку и регионален развој и раст на економијата. Денес парите на граѓаните одат кај граѓаните, а не за фасади од стиропор, кои што се распаѓаат за лажен барок, за исушени врби и за лични и за партиски цели. Ставаме фокус на инвестициите во инфраструктурата и резултатите се видливи. Само минатата година во услови на најголема светска економска и енергетска криза имаме рекордна реализација на капиталните инвестиции од буџетот во износ од 465 милиони евра, што е за 60% повеќе од инвестициите во 2014 година, кога износот на капиталните инвестиции беше само 286 милиони евра, а парите на граѓаните одеа во непродуктивни трошења и за лични и за партиски цели. Ние покажавме дека парите на граѓаните и треба и може да се употребуваат одговорно и исклучиво за развојот на државата. Во последните 3 години, односно во 2020, 2021 и 2022 година, во услови на здравствена, економска и енергетска криза, вредноста на капиталните инвестиции изнесува 1,1 милијарда евра. А од 2017 до 2022 година се вложени 1 милијарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Изградивме и рехабилитиравме околу 1400 километри патишта за 6 години. Изградени се 2 нови експресни пата, градиме уште 2 нови и бројни магистрални и регионални патишта. Градиме и рехабилитираме околу 450 километри локални патишта низ општините. Динамиката на изградбата на патот од Кичево до Охрид во должина од 57 километри е забрзана, отстранети се наследените проблеми, што ја кочеа реализацијата и веќе над 75% од патот е завршен. Неодамна и официјално се пушти во употреба рехабилитираната патна делница Куманово-Страцин, процес кој за прв пат се спроведе после повеќе од 32 години. Овој магистрален пат е дел од Европскиот коридор 8 и од витално значење како за тој регион, така и за целата држава. Како ниту една друга влада, вложуваме во секој дел од државата и продолжуваме со истото темпо затоа што нашата држава и нашите граѓани заслужуваат да имаат модерно патно поврзување. Со изградбата на коридорите 8 и 10D ќе изградиме околу 110 километри нови аутопатишта со 6 ленти. На терени на двата коридора веќе се вршат неопходните подготвителни активности за градежни работи, геомеханички истражувања, а паралелно течат и процесите на проектирање, изградба на елаборати за експроприација и мобилизација на фирми кои ќе бидат вклучени во изградбата на овие автопатишта. Ова е најголемиот инфраструктурен стратешки проект досега, со која поврзуваме земјата со регионот, со Европа и по европски и светски стандарди на изградба на патна инфраструктура. Покрај со Солунското пристаниште се поврзуваме со уште 2 пристаништа, со Бургас во Бугарија и со Драч во Албанија. Со одлуката на Европската Унија за поставување на коридорот 8 на мапата на главните коридори во регионите на Европската Унија, нашата држава се позиционира како крстосница на регионот на двата главни европски коридори, и тоа коридорот 10 и коридорот 8. Изградбата на овој проект значи нови 8.000 работни места, нови инвестиции од 1,3 милијарди евра и номиран раст на бруто домашниот производ од 2% на годишно ниво.
Поврзувањето што го овозможуваат двата коридори значи рамномерен регионален развој, подобрување на економскиот рейтинг на државата, подобрување на бизнис климата, пораст на странските инвестиции, побрз трансфер на луѓе и на стоки, отворање на нови пазари и подобро поврзување со меѓународните и трговските партнери. Овие одлуки, овие политики се вистинска грижа за граѓаните и за државата. Тоа е начинот на кој што се работи и на кој што ќе продолжиме да работиме. Ние вложуваме во добрата иднина на сегашните и нидните генерации и оставаме вредно наследство на следните генерации, што е и перспектива за нивната подобра иднина. Македонските граѓани заслужуваат да патуваат по модерни и современи патишта, да се возат побрзо и побезбедно и да бидат поврзани со Европа и со светот. Реализираме европска иднина сега за европски квалитет на животот денес. Ви благодарам и им посакувам многу успех во работата на компаниите кои што се вклучени на изградбата, на јавното претпријатие, на Министерството за транспорт и врски и сигурен сум дека до април, како што е рокот идната година, оваа делница ќе биде комплетно завршена. Ви благодарам.